Следува едно интересно интервју, познатата фаца во нашиот град, а причината поради неговото гостување е неговиот најнов музички спот. Колку и да сакаме да ви кажеме за кого станува збор, сепак тоа ќе ви го кажат нашите колеги. Добар ден, нашиот денешен гостин е Били Ѕвер и повод на неговото гостување денеска е неговиот нов видеозапис. Били, добро дојди и од мене. Добро ве најдов. Па според најавот на мојот колешка, дали можеш да ни кажеш што беше поводот за овој видеозапис и како те бенесува крајниот производ? Па, значи, тоа е една песничка на балада, која што со Кербер ја договараме веќе година дена и конечно да снимаме. Па решиме да пуштиме директно со видеозапис, значи спотот. Да кажам пред за песната. Песната се базира на, како да кажам, текстот е за животот, значи прекрасно е да си дома, така се вика песната. Во спотот се зборува дека тоа е некој дел од твојата животна приказна. Дали можеш да ни кажеш подетално за тоа? Што е како? Да, песната е, да кажам прво дека песната не е моја, е на Кербер, јас сум гостин. Али пошто ја имав таква случка и решиме да опишем мојата случка во спотот. Нели пред 2 години бев повреден, бев нападнат со нож и моментално во овој видеозапис го кажуваме тоа. Значи мојот животна случка е. За тоа сакаш да имаш дело од Да, нормално за мојот живот се кажува. Како била случката е опишана, сето е снимано и мислам дека добро го изведиме тоа, добро испадна. Сепак си задоволен од крајниот производ. Да, човекот што ја правеше, да кажам поздрав до Зати продукција, добро си ја заврши работата. Дали овој видеозапис е најава за нов албум? Па не планирам да снимам албум, планирам да снимам песна по песна, значи. Сега една песна после тоа, а цело комплет не ми го план. Дали планираш да го задржиш стилот кој се сега или па нормално. Може да има некогаш некој друг стил, као некоја песничка што одделя од стилот, али сепак мојот стил ќе се остане секогаш така. Се зборува дека покрај песната има и друга новинка, односно дека си при крај со факултетот. Дали тоа точно? Ова ми е последна година, значи, сега сум абсолвент, студирам компјутерски дизајн и некој се слика веќе со капче. Ме види колегата ваш и за тоа ме рече дека ќе ме праште за дипломата. Па ќе видим како ќе биде. И јас прв пат да се... Каде желбата за овој факултет, сепак ти си музичар. Па сепак тоа е некој вид на уметност, нели? Ја кога мал многу цртав, сакав да цртам. После прекинав да цртам, почнав да пеам и сега е пат цртам. На напредна технологија на компјутер. Сепак добро. Биле знам дека еднаш беше на Евросонг заедно со Џоко Тамевски. Дали планираш пак да се пријавиш на Евросонг или? Па можно е, се бива. Значи тоа минатиот пат кога бев на Евросонг беше спонтано. Ми кажаа последен момент, денеска ми кажаа за да одам за утре да настапувам. Значи се дешават, а имаш случка бев у Скопје на интервју и водителот ми вика дали ќе се пријавиш на Евросонг, за избор за Евросонг. И ја викам можно е, се бива. И за недела дена ми се јавија, ајде. И така се деси. Значи се бива. Ако испадне ситуација може па да се пријави. Покрај се нешто надвор од темата се приметува дека вака добра форма, тама си вака се гледа и свиткан и исправен. Се гледа дека си во добра форма, дали тоа е резултат на нешто посебно или онака се одржаваш? Вие последен период, значи тренирам малце теретана, пазам што јадам и трчам многу и тоа е. Викаш тоа е рецептот за добра фигура. Значи ако сакаш што викаш да бидеш така и свиткан и исправен добро, значи мораш да јадиш по рецепт. Помфрит и хамбургери може да се заборават. Ништо нема над 4 месеца помфрит, хамбургер. И газирани се. И газирани ништо. Само вода. И џусови нешто може. Кокошки имаше кокошки. Нема кокошки. Ако не, тука е максимум. Е, така. Најубаво е жива кокошка кога ја искубиш, значи пресно. Да. И од белото мјевце цп и сето мускулото. Да не избегнеме многу од темата. Знаеме, кажаме дека веќе спотот е испаднат за прекрасно да си дома, па каде е снима спотот? Снимане во Охрид. Значи на Торек имаше снег на Галичица. Малце заглавиме по снегот, али успеаме да се извадиме. Зашто баш таму? Па Кербер од Охрид. Дечкото што пее со мене и плюс човекот кој што го монтира, кој што снима е од Охрид.
И сега да не идеме навеки со камери, да не одиме на друго место со камери, најубаво беше таму, во Охрид. Работиш ли сега на нешто друго? Да, снимам една песна, уште не откривам шо е, али се спремам една нова песна. Сепак били да не те задржаваме многу, тоа би било тоа, фала на гостувањето, фала на поканата, кокошките, не заборави за тоа. Белото мерце посебно. Само бело мерце. И се надеваме че ме поканиш на твојот концертот. Обавезно. А ако не ме поканиш, не поканете. Сами ќе дојде, нормално. Да, тоа се знаеш и уште еднаш фала многу. Фала и на вас. Јас сум Били Звера, вие гледате Екстра Тин. Yeah.